Добро утро, Сузана, убав ден и на вас е добро утро. Секое утро на сите наши драги и почитувани гледачи. Воспоставивме ли контрола на нештата? Имаме контрола и тоа успешно ја воспоставивме контролата, односно благодарение на представникот или председателот на синдикатот на контролата на летање, господинот Александар Тасевски, кој е мојот утрешен соговорник и синоќа до доцна пополноќ успеа да се договарат со министерот за транспорт и врски господинот Бочварски, па да го блокираат, односно да го стават во мирување најавениот штрајк од утрово. Господинот Тасевски, имавте преговори кои трае околу 5 часа, може и повеќе. Што се разговараше, какво беше темпото на разговор и како успеавте да го постигнете договорот? Добро утро. Прво, преговорите не траја 5 часа, нашите преговори траја наназад со година и пол дена. Интензивно беше некаде од април оваа година во обиди да она што го побарувавме како такво биде реализирано конечно и да фирмата МНАФ како таква се постави на здрави темели за една професионално функционирање во иднина кое што ќе биде компаративно квалитетно со останатите контроли летања во Балканот и во Европа. За жал до сега имавме ветувања од страна на нашите директори, даваа некои надежди, нешто ќе направи еден чекор позитивно, два ќе вратеа назад, така да ние видовме дека за тоа да се реализира во какво што го бараме, ќе мораш да преземе нешто поконкретно. За жал тоа беше опцијата штрајк и под притисок на штрајкот дека ќе се затвори воздушниот простор. Конечно седна и она што со месеци не можевме да го оствариме, се оствари у некои 3 дена како такво. Дојдовме до некои точки, односно 2 точки беа конкретно најспорни, кои што не може да се премостат и како резултат на тоа се вклучи Министерството за транспорт и врски преку министерот Бочварски, кој што синојка не повика, односно вчера попладне не повика на состанокот во 5 часот, состанокот траеше нешто повеќе од 5 часа. На крај се беше договорено дека нашите барања се прифатливи, се легитимни како такви. Беше прифатено дека страната управен одбор во МНАФ треба истите да ги спроведе како што е барано. Гарант за сетата реализација застана да биде самиот министер, кој што му благодарам за тој ангажман како таков. Се надевам дека овој пат нема да се отсети он изигран, кој што до сега ние сме се осеќали изиграни од страна на нашите директори, и дека навистина ова што беше побарано и договорено се реализира, ќе се оствари во наредните 15 на денови, односно на крајот на месецот како такво, за да навистина продолжиме на позитивна насока на работење на компанијата. Главните барања кои беа да се најде начин, односно да се престане со сите тие непотребни вработувања кои што до сега беа како такви актуелни, да кадарот кој што е потребен да се вработи, контролори на летање, инженери, техничари, самите конкурси дека мора да траат најмалку 10 работни денови наместо досегашните 3 календарски, за да се даде шансата на секој еден граѓанин во државава да може да се запознае за истиот, да ги прибере потребните документи и да потоа може да аплицира и нормално по пат на селекција да биде избран на кој е квалитетен за тоа работно место. Во самите процеси на селекција на кандидатите ќе бидеме ние учесници, ќе го контролираме целиот тој процес на спроведување на селекцијата, дали се спроведува како што е потребно или повторно се има некои обиди за тоа да се изманипулира, така да и таму ќе имаме простор за реакција доколку видиме дека нешто е неправилно како такво. Договорено е дека до крај на месецот ќе се објави тендерот кој што видно е изменет и во поглед на време трајање на рокот на тендерот и во износот кој што претходно беше предвиден како таков за да се ангажира фирма која што самата по себе би требало да биде од странство поврзана со авиацијата во Европа, која што има искуство во работењето на она што ние го побаруваме, тоа е да направи една студија кај нас на МНАФ, каде што ќе провери, односно ќе излезе со некакви факти споредбено со другите контроли на летање околу тоа кои се служби ни се потребни во нашата компанија,
колку лица во тие служби треба да бидат вработени, од каков профил на кадар треба да бидат тие лица, значи нивната стручна оспособеност и врз основа на таа студија да се изготви систематизација која што ќе биде главниот документ врз база на што утре некои директори ќе вработуваат, односно ќе распишуваат конкурси за вработување или ние ќе тврдиме дека нешто е доволен како број или е малку како број. Значи основата за сето тоа што би требало понатаму представува професионален почеток на МНФ во позитивна насока на движење. Господине Тасовски, да им дадеме една представа на гледачите што значи контролор за летање, затоа што јас имав погрешна перспектива за вас, односно сметав дека вие во еден момент контролирате само еден авион. Вие како што ми кажавте во еден момент контролирате до 70 авиони. Што би се случило доколку на некое партиско кадарче кое што би дошло, што туку завршен факултет и би влегло да работи во контрола на летање, му се дадат да се игра со околу 10.000 животи. Што мислат директорите? Како би функционирало сето тоа? Би страдал целиот тим? Би требало вие да ја вршите нивната работа? Како би требало тоа да се одвие? Пред се повторно да разјасниме едни работи и гледам дека медиумите и јавноста не може да ги разликува вработувањата за кои што ние реагиравме кај што не се контролори на летање. Од друга страна, контролорите на летање кои што се вработени или кои се вработуваат праќаат ни стрикно ригорозни селекции. Запознати се минатата година дека имаше таква селекција која што спредуваше тим од Данска, така да не се тоа истите луѓе за кои што ние реагираме. Контролорот на летање не ни е убацен преку врски, не е некој што поминал без тестирање. Контролор на летање е личност која што во самата фаза од почетно 3-годишно школување, како што еве да кажам се лицата кои што ги примија, односно се ги примија на школување минатата година, они во периодот од 3 години ќе поминат низ ригорозни и обуки, меѓутоа и постојани тестирања, контроли, испитувања и практични и теоретски како такви, и најавени и ненајавени, да кажеме, изненадни, така да сите тие лица кои што нема да го поминат, да ги поминат сите тие тестирања, нема ни да бидат примени како контролори на летање за стално вработување, бидејќи се ограничени со период на дека додека им трае обуката максимално 3 години, онда ќе бидат примени како по договор на дело. Не е тоа договор, него привремено вработување 3 години со услов да се стекнат со овластување контролор на летање. Во случај доколку него добиат овластување во тој период, нивното решение за вработување се раскинува и едноставно завршуваат со кариерата за контролор на летање. Лица кои што беа до сега вработувани беа од повеќе од административна природа, значи советници, некакви други служби кои што не се бараат ригорозни критериуми за вработување. Потоа беа префрлани внатрешно, меѓутоа повторно не за контролори на летање, него на некои помошни служби кои што во суштина треба бидат наша испомош. Директно не може да го загрозат, да ја загрозат безбедноста, меѓутоа можат драстично да ни го зголемат нашиот workload, односно не отежнат работата, бидејќи ние се представуваме како еден швајцарски часовник, каде што треба да бидеме прецизни до секунда, до сите наши чекори да бидат исправни. Од друга страна, за тоа да биде така, треба сите оние механизми и запчаници што се во часовникот да бидат безпрекорно исправни, да функционираат како што треба, иначе а само по себе времето нели нема да биде покажано исправно како што треба, така да ние од таа причина реагиравме, бидејќи осетивме дека тие запчаници веќе почнуваат да зарѓосуваат, да шкрипат, да излегуваат од самото лежиште и не сакавме се доведеме во ситуација да тоа време кое што го покажуваме исправно да почне ќе нас затрокира на крај. Господине Тасовски, ви благодарам премногу за гостувањето ова утро во Добро утро секое утро. Почитувани гледачи, со нас утрово разговараше пред авиончето во аеродром синдикалниот представник и председател на контролата за летање. Од овде можеме слободно да се одјавиме, да ве информираме дека сите оние кои планираат да летаат од Скупскиот и од Охридскиот аеродром можат слободно да полетаат, оние кои планираат да стигнат и да слетаат на аеродромите можат исто така да си се вратат во нашата земја слободно. Ви благодарам премногу на вниманието, се враќаме во студиото на телевизија Алфа.